Оваа недела продолжуваме со кандидатите од Штип. Со нас е Димитар, вториот учесник од угостителското училиште во Штип. Иако има само 15 години и веќе работи како келнер, неговата вистинска страст е готвењето. Денес Димитар храбро влегува во кујната на шеф Марк, решен да се докаже и да го освои вкусот на жирито. Здраво, јас сум Димитар Спасовски. Живеам во Свети Никола. Учам во средно училиште Колен Ехтеник. Димитар како личност е многу самоуверен. Мојата љубов кон готвењето се роди уште кога бев мал. Па се извојува дека е многу упорен во себе. А првиот рецепт што сме го направили самостојно било пилешки пршти и помфрит. Изгледа многу смирено во готвењето. Мојот најтипично во моја граф е гравче-тавче. Има шанса и зашто ти е самоуверен во тоа што го прави. А во ова шоу се пријави за предажик и за да се видам колку знам да готвам. Па традиционалното јадење ми е побаво, но сакам повише да работам во модерното јадење. Најомилен готвач ми е професора Метка. Па најомилено јадење ми е само печето и пилешки пршти. Здраво, добар ден гледачи. Па продолжуваме истото во школото. Тука сме за неколку емисии. Имаме неколку учесници и учесници во нашата убава емисија Авантурите на Марк во потрага во млади таленти. Младите таленти се во школото, младите таленти се во рестораните, младите таленти се секаде во Македонија. Поентата од емисијата, како знаете, е да се најдат таленти што имат меѓу 15 и 25 години. Овде имаме млади. Младо гнездо, да кажеме, од млади таленти. Дали ќе успееме да најдеме најдобриот овде? Кој знае? Имаме уште еден друг сега, се вика Димитар. Димитар, како? Димитар? Ајде. Димитар, дојди, покажи ми што ми готвеше денес. Ви готвев хамбургер со помфрит. Хамбургер со помфрит. Има и сос. Има и сос. Има и сечени. Сечени компири. Уба, ти ги направиш рачно? Да. Рачни направени, да, како ги печеше еднаш во топло зејти, Да, врело во топли. зејти и второ пат или еден пат само се пече? На еднаш. Знаеш што ти, јас доаѓам од Белгија. Имате и сечен. Добро, сакам да ти кажам само едно мала приказна за помфрит. Оти помфритот измислено е во Франција, сите кажат оти е белгиско, не е белгиско, измислено е во Франција, во Париз. После белгијанците го превземеа тоа и го прават на посебен начин. Посебниот начин да се прават помфрит, се кажуваат оти се едни од најдобрите во светот, се пече веднаш во 150 степени зејтин или како у Белгија во такво печеш? Не, се прави во јунишка мас. Да, во јунишка мас се прави на 150 степени, 4-5 минути, се вадат, се стават на странат малку да се упија, како да кажам, маста и после се прави во маст пак на 180 степени 1 минута. Се печат на 2 пати. Затоа кога ги печеш на еден пат, ги вариш, ама не ги правиш крскави. Вториот пат, кога ги печеш, они прават кора околу, а внатре се меки. И е направено како пире внатре и се кршат надвор. Една мала тајна, да кажеме. Пат се знае, тоа што имат, како да кажам, патувано во Белгија, знато ти во корнети, така во, како се кажува, во фишек. Во фишек се стават помфрит, мајонез на тоа и си го јадиш така, се шеташ и јадиш помфрит. Извините, прекинав, ама морав да го кажам, оти помфрит мене тоа ме држи многу на срце. Објасни ми сега за све другото. Натре имате патлиџан сечен, имате еден сос. Добро. Имате кромит и плескавица имате. Добро. Тоа се имате. Плескавицата е од чисто јунешки месо или мешавина со... Не, обично месо. Обично месо, добро. Имате тука сол и малку мешано и зачини. Да, добро, и мајонез и кетчуп овде. Знаеш што ти, додека сме тука, имаме мајонез, имаме кетчуп тука. Знаеш што ти ако ги мешаш овие двете? Ќе добиеш сос. Каков сос се вика таја?
се вика коктел сос. И се додава малку виски. Тај се Мајонез, додава во мајонез, хамбургер. да, мајонез, се става кетчуп и се додава малку виски во тоа, го мешаш, сол, бибер и имаш коктел сос. И коктел сос многу се употребува со морски плодови. Ајде. Извинете што малку додавам, ама мора. Такви ствари се дел од моето искуство, од моето знаење што го имам и сакам да го споделам со нив, да го знаат. Па да, они ме изненадија со еден обичен бургер. Од обичен бургер можеш да направиш чудесни. Сега има бургери со тартуфи, има бургери со лосос, има бургери со многу различни видови на намирници. Со све можеш да направиш бургер. А ова е едноставно, ама да знаеш, ти кога ќе дојдеш кај мене во мојата кујна, ќе треба да ми готвиш на 20 минути, Знам. со намирници што нема да ги знаеш. Овде ми направи бургер, за колку време ми го направи бургер? Па за 15-16 15 минути. Опа, се снајде за 15 минути, ми направи едно јадење. Па да. Колку години имаш? 15. 15 минути, 15 години. Браво. Епа, ќе мора да пробаме. Ќе пробам малку. Ема, знаете шо? Не се јади тоа со вилушка и нож. Ова се јади со прсти. Помфритот не е лош. Печени се? Да. Да, пржени се, само. Убави се? Имат вкус? Нареден пат, кога ќе дојдам, ќе ти покажам како се прават на белгиски начин. Сега, лепчето, малку е пржен, малку го помина во печка. Малку повеќе. Па, Знаеш, имам заби, ми е страв да си ги кршам забите. Малку е. Окей. Ова се вика крскаво бургер. Ајде, ќе пробаме. Да сечиме едно мало парче, да го пробаме. Нареден пат, ќе ти предложам, кога правиш бургер, да не премногу да го печеш лепчето, но ти треба да се пази на луѓето што ќе го јадат после, да не си ги кршат забите. Може? Вкусно. Има семф внатре. да. Не ми кажа. Това беше тајната. Има и семф внатре. Има нешто како кари. Што направим? Кромидот го помина со кари, нешто така му додаде. Да, во плескавицата имате кромит и вагетка. Ја пробам кари. Му додаде зачини кари му даде. Негде. Не, Има. вагетка му додаде само. Добро. Океј. За мене убаво е. Секојаш може поубаво. Пак да кажеме 15 години имаш. Голема храброст имаш да сакаш да се надпреваруваш, да дојдиш во емисијата на потрага на млади таленти. Може да бидиш еден дел од нив. Ке се снајдиш за 20 минути кај мене? Да. Сигурен си? Да. Да? Спремен си? Да. Спремен е? Ќе видиме. Се гледаме за кратко во мојата кујна. Здраво, добар ден гледачи. Па да, пак сме во мојата кујна, моето омилено место. Па не само за мене, па ќе кажам и за сите готвачи уживат кога се во таква убава кујна. Навистина ја направивме со срце, со љубов. Беко ни помагаше, па направивме пуно ствари овде. Сега што правиме во кујната? Ги бараме младите таленти. Темата од новите авантури, го знаете, се повторувам. Да,
на вистина. Ама пак ќе кажам, млади таленти има полно во Македонија. Бевне во школото во Штип, средно угостителско школо во Штип, од нив имав неколку што ни дојдоа. Го имаме последниот, сега денес, што ќе дојди, ќе видите кој ќе биде. Се надевам ти ќе се снајде. Ни направи нешто едноставно, ни направи еден убав бургер, ама бургерот, знаете што, беше направено со срце и со љубов. Сакаше да направи нешто посебно. А јас го разбрав, оти на вистина, дечкото не е готвач. Па не е готвач, он е келнер. Учи за келнер, ама мило му беше да се покаже и како готвач. Во нашата фела на готвачите, секогаш јас, кажувам и многу други шефови, за да бидиш добар готвач, треба прво да бидиш и добар келнер. Ако сакаш да бидиш и добар келнер, треба да бидиш и добар готвач. Зошто? Оти двете се поврзани. Еден без друг не оди. Тоа се вика тимска работа. И ако сакаш да бидиш газда, тоа треба да бидиш добар келнер, добар готвач, добар чистач, добар све. Па да, тоа е, да бидиш газда од ресторан. А сега имаме еден пријател Богдан што он ќе ме помага за оценување, за судење, за добар ден Богдан за све. За све. Многу сум среќен пак што си тука со мене, оти на вистина, брадичката ми фалеше. Не, на вистина, убаво си поминуваме заедно. Ја мислам оти треба така цела година да правиме нешто заедно. Па може. Може? Јас сум расположен. Чекајте. Слушнете што кажа, може. Ќе го држам на зборот, со нас имаме и Димитар. Ајде Димитар. Дојди кај нас. Димитар, здраво, добар ден. Многу ми си висок, а? Ја кога те видов, не мислев ти беше, да, заборев ти беше толку висок. Ајде, шеф Богдан. Драго ми. Повели? Добар си ме, Димитар? Да, Добро се сеќаш? Како келнер или како готвач? како готвач. Браво. Сакам това. Зошто оти готвач, готвач заслужува да носи убава престилка. Повели? Ете така убава престилка. Може да се поврзиш позади? Да. Ти благодарам. Сега капата. Главата ти е добро. Ајде. Ке ја собери капата. Ајде. Вау. Па таман, мислам ти е направена точно за тебе. Му личија, како келе, си го поврли? Супер. Така. Не. Не, ти паѓа, пази само, убаво поврзи се, оти... Можем да го докачам. Ајде, дојди, јас ке ти го замечам. Ајде. Ке те врзам, пази да не те врзам на чешмата, да не можеш да мрдаш. Да ти биде и тешко да ги земиш наmirниците. Димитар, имаш кутија? Да. Што има во кутијата? Што сте ставили? Што ставив? И што ставив внатре? Изненадување. Спремен си за да готвиш? Да. За колку минути? За 20. Браво. Ајде, земја, потворија кутијата. Пред се, чекај. Знаеш што? Ти ставив престилка. Да. Има подржувачи на престилката. Па заборав да ги спомнам. Имаме како подржувачи во нашата емисија Президент, имаме Унибанка, Сарајева Стекаус, Алпско, Кристал, Нептун, Беко, Фармербој и Андреја. Това се сите нашите подржувачи и да забореме еднаш да ги спомнам, Годомин. Годомин ни прави преубави облеки за нашата емисија. Голем поздрав до Годомин исто. Па тоа е, да, без нив, што ќе правиме? Ништо, ќе одиме на социјално. Не, фала ви многу, се надевам ти ќе работиме така и уште многу години. Ете така, сега можеш слободно да отвориш кутијата. Ајде, да видиме, да се изненадуваме, па да те изненадуваме тебе, со наmirниците што ги имаш во кутијата. Океј, имаме, тоа е власец. Добро. Знаеш што е власец? Добро. Патлиџан. Имаме патлиџан. Добро. Имаме путер. Путер еден. Путер Президент. Имаме модер патлиџан. Модер патлиџан. Кромит. Кромит. Ти го знаеш кромидота? Имаше во бургерот што ми направија. Пиперка. Пиперка. Добро. Имаме... Еден млад. Не, тоа е тиквица. Тиквичка. Млада тиквица, да, тиквичка. Имаме едно месо. Едно месо. А какво месо?
Треба да го отвориш, па да. Не е мелено месо, не е бургер. Знамо ти многу ги сакаш. Ти омилено ти е пица, бургер. О, фала ти. Мерси боку, месио Богдан. А што ти е тебе? Омилено пица, паста и Бургер. Сега што имаш тука? Што е тоа? Има и коски. Има коски, а во тоа? А? Што е? Месо. Какво парче месо? Кажи ми. Сакаш какво месо? Да. Да? Ребро, мислам. Па да. Браво. Колку години имаш, ме кажа? 15. 15 години. Па за 15 години може ке не изненади. Што ќе правиме сега со ова? Да го уклучиме. Ке го уклучиме, повели стој тука ти само, замисли или размисли што ке готвиш. Да, чекај, Да, нема да готвиш директно, размисли прво што ќе готвиш. Кога ќе бидиш спремен, ќе почнеме со тајмерот и кога ќе почне тајмерот, ќе имаш 20 минути за да готвиш све што имаш на располагање. Океј? Ги видеш сите намирници? Многу лесни, да кажеме. Лесни. Размисли. Заврши? Да. Браво. Океј. Може? Може. Вау. Таман. Одличен старт, јак. Да. Ке го вади коска, без зашто да не? Па, Зашто да не? да. Па ќе кажам, јас со коските има иден што ќе биди... Што сега го слушам, умер да, опашката, Борот тој се се вика, радува. Аронче, се радува. уште коска за мене. Браво. Ти благодарам, супер. Да. Што ќе правиш? Ќе правиш мали коцки од месо? Не, ќе ga прво спржам, па ќе ga спечам. Добро, окей. Тава за, добро. И вака не треба. Добро, тоа повели. Како да кажам, шпоретот ти е на 7. Ти е не на јако, ама ти е за ова, големото горе и малото те оставам. Браво, ќе печиш на путер, имаш овде зејтин, имаш и маслиново Не, се масло. путер е поубаво. Со путер е поубаво, окей, навистина убав шмек дава путерот, се слагам со тебе. Може. Ете, го слушаш, Арон? Зборев над него, ау, па да, коска. Често чувам. Кажува, да. Многу е јак, Арон. Има големи уши, долга опашка така, ама многу си сака коски. Навистина ги обожава. Чудо. А јас со мене, многу е мој тешко, оти со мене, кога јас ги јадам коските, кучето плаче. Нема више ништо. Не се останува више коска само. Нема више месо, нема ништо. Не знам ти кој сакаш ли да ги гризиш? Да ги глодам така? Ау. Не? Зависи. Кој спремил? Да, имаш право. А можеш да печеш и коската? А? Да имаме така после ќе се бориме кој ќе ја, Да. Се снаѓаш? Малку имаш проблем со ножот, чекај. Ке ти дам нож, може сечи малку појако? Може? Да. Таман. Кажи, слободно, што ти треба? Чекај, сакаш лажица? Овде имаш лажици на располагање. Што ти треба? Ова е брашно, што ти треба? Кажи ми. Што бараш? Барам за... Што сакаш да можеш малку презла? Да, през вако има така. Разбрав. Немам многу презла, ама имам доволно, мислам, за И едно јајце има. едно јајце. Добро, ајде. Мислам да ти со тањир ќе ти биде полесно. И ова. Океј. Само ке те замолам да пазиш на путерот, да не ти загоре. Знам. Знаеш? Океј. Знам. Добро. Едно јајце. Повели? Да го скашам? Може. Може? Ау, не. Не оди, не ми е толку тврда главата. Ако имам тврда глава, на вистина, признавам. Контрагалка има. Ама, Наопако држиш. Наопако го држиш. Така. Вака. не. До тебе. Трж. Така. Ама пази, мешаш прљави со месо.
Океј. Оди тука. Да може подобро да се стаи на страна, да не изгори путерот. А така, ќе ги ставиш така? Да. Да, добро остави го тогаш. Да. Океј. Се грижиме за него на вистина. Пак ќе кажам, он не е готвач, он е келнер, ама обожава да готви. И сакаше да се покажи како готвач, оти може да готви да направи нешто. Супер! Мене ми беше, како да кажам, гордост да го покажам така, оти на вистина. Не, ба не. Да. Ле. Супер е ово. Да. Конобар. Да, точно. Ти кажеш конобар. Да, келнер, конобар, да. Како ќе правиш? Кажи ми. Зејтин. Ова ќе ги правиме на путер, исто е тоа на зејтин. Добро, океј. А за... Зашто? Што ти треба? Не вак. Една штипка, земи си штипка, добро. Не се уште доволно печени, знаеш. Можеш слободно да ја оставаш да се попечат. Да. Мислам, ти имаш навика да јадиш пилешки прсти и такви ствари. Да. Това мислев, да, точно. Ти гледам свинско месо, пржно, ја да ти кажам, прво што го гледам така, гледам пилешки прсти, да, ама свински прсти, Ребро. Кучено ли во? Свински прст. да, Кучено ли во? пуштена е, да, пуштена е. Ма ова е малку по, да кажеме, послаба, ама ќе дојде, ќе се направи. Добро, тоа што може да го почне. Може таму? Добро, ако сакаш, обавезно. Оп. Ова ќе оди многу брзо. Чекај. Океј? Ставај го ова позади. Ставај го ту, ставај го. Не се гледа. Тоа директно ќе почне. Не се секирај, глеј. Почна директно да... Ја го ставиме малку. Не, максимално е. Побар. Пи. Глеј, на П. Е. Аха. Не, 9 и П, повар. Да, макси. Ова сега лета. Океј. Не, мене ми се допаѓа, одлично, тоа е нешто ново. Да ти кажам, само ти остануваат 14 минути. Да знаеш. Океј? Путера уште не го користам или толку? Не, ќе го ставим у фрижидер. Богдан ќе го стави у фрижидер. На страна. Океј? Ти благодарам го, Богдан. Фала ти многу, јас ке се ставам овде малку на страна, позади него, многу ми, јас ми е малку сумливо за... Гледам оти има уште други парчиња, Може да. ли, имате ли путер? Што ти треба? Путер. Не те разбрав. Путер. Путер? Да. Ма ти го даде... Не. Хопла. Хопла. Хопла ќе ставиш нате таму? Да. Добро, океј. Има хопла овде? Повели? Мислам да ги завршиш прво тоа, да. Заврши ги, оти другите се печат, овие нема да бидат печени. Не биди малку кашкајца, како се кажува. Може малку да се Да се симне, да. Океј. Последното парче? Заврши со месото? Да, заврши. Добро. Коската може да ставам таму? Да се печи така да биди Може. среќен аронче? Ајде, нека се пече. Ова ќе го ставиме на страна. Чекај. Имаме овде ова. Ќе ставиме месото што останува тука. Ќе го ставиме тука на страна. Вака. Ајде. Океј. Коплата? Да. Крем павлака. Пази на прстите. Чекај. Така. Океј. Еди прешена тава, одсем со тиквица, со пиперка. Остаја коската сама ќе се печи, тоа не е проблем. Не се мачи за арон, само да не биди живо, он ќе биди пре задоволен. Ете парчињата, чекај. Така. Зато имаш дрвена лажица, ако сакаш таму, да ти помага.
Океј? Ке те замолам само едно нешто за да бришиш даската, за да биде чиста. Добро. Имаш крпа ако сакаш таму, влажна крпа. Да, имаш и овде и влажни. Ајде. Повели. Овде, бриши така, чист директно даската. Даска. Сакам да ти биде чиста од и вака работење. Се исече? Не. Криеш? Камерата ми кажеја во режија, те вида, но ти си сече. Епа, ти кажав пази, не. Ништо не е, не? Ама, пази да не ставаш крв во јадењето. Чекај. Ке направиме. Дај. Каде се Дај. Може ми го даеш прстот каде се исече? Гледај, ако направиме. Епа, убаво се исече. Како ништо. Еј, држи вака, чекај. Ете така. Повели. Се случува, во кујна тоа е, ама полека. Без нервоза. На рад. Добро, пиперка со попла. Океј? Помалку тремата си го прави своето. Но тоа е нормално. Во секој случај да се надеваме дека ќе стигне на време и ќе ги придобие на вкус нашите шефови. Полека, мирно и без паника. Полека, не се брзаме никаде. Добро. Тоа е специјална техника. Да. До сега немам уште видено, ама може ќе научиме нешто денес. Све ќе видиш. Знаеш, јас ова заврши овде, не ти треба више? Не, тоа више готово заврши. Добро. Заврши. Океј. Така. Само чисто да не заборавиш, мислам ти ова е завршено исто. Да. Ти останува уште кромит и уште домат. Ете така. Полека. Ако ти е проблем уште тоа, можеме да го смениме. Опа, извиниме. Сакаш да го смениме тоа? Ајде, дај. Кој? Не, добро ми е. Каде се исече, дај ми го, дај. Дај ми го прстот, извади го тоа, извади го. Е, така, дај. Ставај нешто друго. Полека, полека. Вала. Сакаш ракавица да ти ставиме? Сакаш да ставаш на ракавица да не ти? Не. Добро. Океј. Така да се запрže. Тоа е тоа? Доматите ќе ги ставиш исто тоа во кремот? Да, да. Океј. Добро. Свиѓа ми се. Добро. Што се? Да. На вистина изгледа интересно, но и необично. Така, месото е готово. Шо? Уште малку му треба на месото. Уште малку му треба на месото, да. Треба да се пропржи уште, не се секире ова. Малку повеќе му треба. Остави. Сам зејт. Ставај малку зејтин. Да му ставиме малку појако. Така. Да се пржи. Е, така. Имаш уште 8 минути. На крај, на рад. Полека, полека, полека. Секојаш кажувам без прсти, без ногти, сека почна со прсти, има доволно месо, не се секире. Нерако. Вај нема да го користам. Ни тоа не ти треба више? Не, не. Добро, ќе оставаме на страна. Да. Океј. Ова го оставаме. И без лушпа, браво. Ти треба уште едно? Ајде, дојди. Не, до толку поминаме. Како толку? Не. Да. Течи, што ти кажав јас? Убаво си сече, знаеш? Не си Чекај. се да пресам. Не, па не. Не се исече, па не. Ајде, ни донесува од режија ни донесува. Одрежија ни донесува права ствар. Ајде. Прво помош. Само кога правиме, ќе правиме пауза. Да. Да. Епа да. Се случува. Чекај. Хлопот. Да, дојди со прстот. Да. Ајде. Измисли прво. Ние во меѓувреме ќе го вртиме месото, да не изгоре. Тука остани.
Остани на садов, рака на садов. Вала. Ај раката на садов. Капе крв доле, видиш? Пак кој работи, тој и греши. Се случуваат и вакви ситни повреди. Шеф Марки ги пратите, не? Да. Окей. Во којна мора да се снајдеш, се случува. Некој да се исече, некој да се изгоре. Тоа е тоа, тоа се првите, како нам помош, што се здава во којна. Тоа е тоа. Окей ти е? Да. Да? Да се снајдеш? Не ми треба. Треба. На, капе се ги. Ти да заштитиш работа. Така, ке би си заштите За тебе, и све. Ете така. Многу попаметно. Ајде. Сега може. Ајде, сега продолжуваме. Ап, ставаме тајмерот. Каква радост. Браво. Си сече, ама ајде. Продолжувам. Браво. Многу ми допаѓа. Ама пази ти да не ти оставаш и парчиња од ракавица. Океј. Излупи све. Извади ги лушпите. Да. Добро спале? Да, излупи ги мене, извади ги лушпите. Така. Кромит, добро. Ке готвиме со него? Богдан? Не, ке го. Да го оставиме малку да се да се снајде. Повреда. Све што остане, да, што остане тука, фрли го на рад. Ај. Треба да се сгусти. Да се сгусни, па почнува да се сгуснува, знаеш? Му ставе сол, бибер, му стај? Да? А? Забрави. Ти без сол, без бибер, нема да има вкус, а? Ти имаш специфичен начин за готвење. Да, вистина, до сега немам видено да се готви така, ама окей, зашто може на крајот и ќе биде вкусно, никој не знае, а? Ке научиме нешто ново денеса. Много интересантно. Многу интересантно, да. Можеш малку да му ставиш неколку парчиња од власец. Треба да го употребиш власецот што е пред Кој тебе. вас? Тоа ќе Власец. биде за декорација. А, за декорација. Добро, окей. Може. Така? Почитувам. Марко бибер? Може секој. Може? Ајде. Оп. Окей. Тука сме за да средиме малку, да го помагаме. Една мисля, со една рака тешко се работи. Да. Ајде. Му стави бибер? Да. Окей. А тука не му ставаш бибер овде? А? Не, на вода му ставам ваѓа. Малку да. Добро, Еленка. Еленка. Да. Имаш уште 5 минути. Ќе Таман. стасам. Таман си на време. Добар си. Окей. Што ти треба, тањир? Да. Земи си ги тањирите. Окей. Може и повеќе. Да го, што, да го намалиме? појачиме во. Да се појачи? Да. Ке изгори. Остај го така, е таман. Паска отигле. Може 2 минутки. Чисто да ти кажам, почнува да гори на страна, да имаш, да... Оти ако оставаш појако, ке изгоре. Тоа може да се случи Да, ке секој. си исклучам, да. Ете така. Вала. Полека. Секоја чест пак ќе кажам голема храброст да бидиш келнер, конобар Да. и да дојдеш во кујна, да се нема да покажеш ти во требува. кујна. Не ти треба више? Да. Го ставаме на Коплата страна. више не ми И треба. хоплата не ти треба више? Мерси. Фала ти. Окей. Чиста маса. Браво. Мерси, Нуше Богдан. За колку имам? Имаш уште 3 минути и 45 секунди. Доволно, На више рад. него доволно. Така. Јас ќе ти предложам да сечиш малку власец и да го ставиш во сосот, чисто да му дава малку посебен шмек. И тоа планираш се. Знамо ти немаш навика за тоа, ама власецот е како кромит. Чекај, отвори го, да. Власецот е како кромит. Знаеш што е кромит, а? Да, Го стави кромит. Епа, власецот го има истиот шмек. Добро. Океј.
Он работи побрзо, што сакам да му објаснам. Така и дома да Ти се побрзи. Да. Мислам, ти ово може да го ставиш, слободно. Така. Многу е... Да. Треба Срце. ми- Што ти треба? Добре, ево. Што, кој знае, може на крај ке биде убаво. Знаеш? Нико не зна. Да. Ова епизода не знаш Да, што ова се крие. епизода е малку нешто посебно, на вистина. Пак ќе кажам, ме изненади со бургерот што го направи со љубов. Може ова ќе се вика љубов кон тањер, не знам што, гледај. Ни прави на вистина чудесни. Да. Гледај. Чудесни работи. Браво. Секоја чест. Ми се допаѓа. Пак ќе кажам, таа храброст што ја има. Да наставиш после Да. повреда и после свега, да гураш. Глеј, не престанува. Да гураш брзо. Машина, не престанува. Да. Уште 2 минути имаш. И гледање на семафор. Вау. О, Ова е. А мислам он го дека месото е надокнаде готово. сите што Месето беа готово. ладни. Ако ти е готово, слободно, извади го, вала, окей. Ова го вади, Што го води малку. таман. Сите што беа лабави, Да, он ги он го надокнади. на ците. Да Знаеш, се врати. како има трка така со кучине, со коњ, он уđe напред. Браво. Он не врати Минута на 40 овој секунди. Патот. Секоја чест. Браво. Глеј. Што имам сега? Пак ќе ти кажам, коската остаја заарона, не се секирај за коската. а? Не. Колку зарано. Ете така, 2 парчиња месо, браво. Таман. Коската не, а? Не земам. Кромичето. Да. Кромиче му става. Да. Хе-хе. Браво. Океј. Ќе завршиме и пред време. И пред време. Минута и 7 секунди. Ово е 5 баш секунди. фаст фуд. Вау, све фаст. брзо. Све фаст. Све фаст. Не знам дали ќе биде фуд, ама ќе биде фаст. Тоа сигурно. Да, ќе биде фуд. Ајде. Лажица, земи лажица, ќе ти биде полесно. Таа лажица е малку тешка за себе. Дај. Полека. Така, 40 секунди. И стижу. Глеј. Имаме мешавина од зеленчук, чекам. Да. Добро? Мислам Ова е од неги. Кај овде имаш малку, повеќе таму имаш малку. Што ти се случи? Пази само рака. Готов сум. Готов е. 20 секунди пред време. Океј? Ова ти е Да. последното? Крај. Ајде, знаеш што? Хеј, Добро. секоја чест. Браво. Браво. Ти ни направи нешто денес, сада вистина, тоа се вика изненадување. Видовте, гледачи, се трудеше, ни направи нешто што на вистина не очекувавме. Ова се вика неочекувано. Не знам како ќе го крсти. Може ќе го крсти и он така ребра на неочекуван начин. Оти така е. Мислам оти тоа ќе биде преубаво, крстење. А ние се враќаме за кратко за За лапање. лапање, за промување. Фала ти. Епа Богдан, денес беше шоу, а? Беше О. хаотично, Вау. јак шоу имавме денес. Си сече. Ни направи Сите можни, Марк, сите можни ситуации што може да се деси во Се деси. права којна се точно, десија, се случија. Пак ќе кажам, многу сум среќен, Дефинитивно. оти тоа се случи. Да се Да. покажи, оти во живо, правиме, во живо, а готвиме. Тоа е тоа, 20 минути се 20 минути, дечкото се снајде. Он стигна Сега, и стигна и да се исече, Да. и да се ова деси, и да се ова, све, и стигна на време. све. 20 секунди претходно.
Пред време. Иако ја бев задесен како у торнадо, ама Вау. после секој торнадо оди сонце. Вау. Да, ајде да го викнеме. Да, оти на вистина. Ајде, дојди кај нас. Борецот да го викнеме. Фала ти да видиме многу, што ни е Димитар. направил. Да. Знаеш, искрено кажано сум воодушевен. Оти не очекував таков резултат, ма дали е убаво. Имаме ребро и Ребро рататуј поковано на Димитар. Да, и рататуј на Димитар, да. Да, на вистина сега, како ќе го крстиш ово јадење? Па, Ајде, размисли, кажи ми прво како го направи тоа. Ајде. Имав неубаво парче ребра, ја мислев оти ќе го печеше, а ми го направи поковано. Уау. прво планираше да го спечам, ама не знаеше дали ќе испадне поубаво и затоа земав јајче и презво. И го замотав и го ставив да се Да се подпече. спржи. Исто и реброто, тоа, кошката. Кошката не се секира, ја ставивме на страна, за Арон тоа не е... И кромиро планираше да го изблендам, ама го исичав за да и го ставив тук, за да добие убав вкус. Добро. А ставив презва, за да добие многу убав смек. Шмек и убава боја, така да која печено. Браво. И ставив патлиџан. Да. Имаме пиперка, имаме модер патлиџан. Прво го ставив да се спрже, а Пиперката, пиперката. тиквицата, Тиквицата пиперката. првен, па после пиперката. Сега ако не е убаво, што ќе правиме? Ќе одлучите вие. Ќе одлучиме ние. Да. Ајде, врати се на место, ние ќе пробаме. Ајде, многу ми е... Да? Ја тоа прв пат. Печено е до крај. Да, за печено е печено. Скептик дека Да. треба да биде печено до крај. Не печен е. Ама ребра похована. Тоа због презната. Вау, тоа е нешто, мислам, ти си уникат во Македонија. Не е лошо? Не? Не е лошо. Не? Вкусно е. Друго, не можеме да кажеме ти е вкусно, ама Да. оди. Да почнеме да го оцениме. Да, почнеме. А? Месото е убаво, а? Месото е убаво. Да. Малце повише сок би ја сакал. Не сакам, ама Не. сосот го имаме тука. Да. И Ајде. Да не видиме видиме сега да. што ќе направиме. Да. сега идеме вкусот прво. Да. Ајде. Наискрено. Изненадени. Вкусот не е тоа. Очекував малку повкусно, поубаво, по све. Да. Стигна, што пак ќе кажам, единствен стигна да го направиш на време. На време. Ама, модерот патлиџан требаше да биде повеќе термичко обработен, оти овде е тврд, жив. Ке ти давам марку 3. Извини. Повеќе не можам, помалку не оти се мачеше да го направиш. Мислам оти 3 за мене Да. е исто. Да. Што се тиче вкусот, Да. исто 3. Да. Мислам да е тоа некој максимум. Денеска не сервираш и готвеше за нас. Да. А тоа е, мислам, најискрено. Најискрено онако Да. максимум некој што можам да го изглава. Ајде. Одиме за презентација. Презентација. Ја ќе давам малку повеќе од што треба да дадам. Ти давам 4. Јас сум малце пак построг, пак ќе кажем за другите колеги и останато. Тањерот е контролиран хаос. Да. Како Така. што беше- Контролиран хаос. Точно Што беше така. цела наша пат, наш цел до овој тањер. Да. Контролиран хаос. Се исече и све тоа, ама ајде. Све узимам предвид, ама пак сакам да останем фер према другите учесници. Имаш И право. Ќе дадам тука една тројка. Продолжуваме сега со начинот, организација и све тоа. Јас да, окей. Морам да будем искрен. Ја ти давам тројка, што пак тројка е, да кажеме, средината. Ти си малку по... Морам, пошто сум построг за таа организација и за све тоа, морам и не само организација, него и тоа внимавање и тоа што се исече, тоа е све од тоа брзање и неорганизирано Да. размислување. Прво размислувајте на сигурност себе, па намернице,
па све остало. Ја мислам, Многу. отико професорите ќе гледат емисијата, и они ќе си прашат, и ќе ти прашат сигурно како, што ти текна да направиш тоа. Не, оти ова е нешто, Ова ќе го вежбате на Да. следната вежба. Да, ова е нешто Да испадне уникатно. Да, уникатно. Ама мислам дека треба да се увежба ова и мислам дека може да биде многу подобро Да. со професорите. Епа, поклоните се спремни да го видиме? Да го видиме. Димитар? Ајде, дојди Димитар. Пак, секоја чест, се надевам оти нашите оценки те направиле да размислиш, да видиш за понатаму. Сега, што ќе бидеш? Конобар или кернер? Готвач. Готвач. Готвач, браво. Епа, уште едно капа доле, навистина, браво. Навистина тоа ти е сега? Да, тоа ми е. Највише сакам да бидам. Ајде. Па се надевам сега од нашите партнери президент, имаш неколку наминици за да вежбаш дома, да готвиш, имаш коплема такви ствари, такви мешавини. Заборај да ги правиш. Хаос организиран. Како ми кажа ти, од нашите пријатели Кристал, исто имаш зетин, имаш тан, имаш лукум, имаш еленка, за да правиш уште други убави рецепти. А за вас, драги гледачи, мислам оти фан. Мислам, се надевам оти поминавте еден убав момент. Ние, навистина, уживавме со тебе. Жал ми е малку што се исече, ама тоа е ризикот кога готвиш со ножеви што сечат, па си ги сечеш и прстите. Да. Остана жив. Све беше онако како што се надеваме, одлично искочи. Точно така. Ама пак ќе кажам, добра одлука од твојата страна. Имаме еден готвач плюс во Македонија. Па тоа е. А вие, драги гледачи, за него, за Димитар, гласајте на социјалните мрежи, на Facebook, на Instagram. Чекаме вашите оценки од 1 до 10, вашите коментари. Дајте еден коментар. Поддржете го, навистина заслужува. Мислам ти покажа најубавото што можеше да го направи, го покажа денес. А што мислиш ти? Се потруди максимално. Се потруди, а? Најубавото изличи од себе, максимум. Ете тоа. Фала му многу на томе. Да. Тоа е тоа. А ние до следење видување. До следење видување, да. Тука како го кажа ти, до следно видување. Чао, следете на социјалните мрежи, YouTube, тука сме сите за вас.